Француско-пруската војна е војна во 1870 помеѓу, спремете се, нема да ви се верува, Франција и Прусија. Во ова време Прусија станала доста јака држава, затоа французите се плашеле од нив. И не само тоа, Шпанија и Прусија станале многу големи пријатели, затоа Франција се плашели од Шпанија. Шпанија и Прусија се пријатели само поради едно нешто. Во ова време Шпанија немаат крал, затоа тие сакаат да земат крал од Прусија и да го донесат да биде крал на Шпанија. Затоа принцот Леополд сакал да се ожени со кралицата на Шпанија и да стане крал. Ама затоа Франција пратиле амбасадор да збори со принцот. Амбасадорот на Франција зборил со принцот и му кажувал да не станува крал на Шпанија, бла 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 и такви глупости. Принцот кажал не. Ова зборење било телеграм, ама Бисмарк, затоа што сакал многу да се зафркава, малку го сменил и личело дека принцот им кажал на французите да си ги бркаат кокошките. Ова логично не им се допаѓало на французите и решили да ги напаѓаат Прусија. Баварија и другите малечки држави сакале да им помогнат на Прусија затоа што тие се плашеле од Франција. И одма на почетокот на војната Прусија ги истепува французите на границата. И така Прусија после неколку месеци навлегува во Франција, се дека не се судрат пак во битката кај Седан. Во оваа битка Наполеон III и 100.000 војници биле обкружени и се предале. И кога французите ќе дознаат дека Наполеон III бил поразен, ќе почнат револуција. И додека французите се тепаат сами себе како најголем дел од историјата, Прусија го заопколиле Париз. Во Париз било доста страшно, луѓе умирале од глад, од болести и од се што сакаш. И така Франција сега станала република. И така Франција требало да потпише договор со сега новата Германска империја. Да, додека французите се тепале сами себе, германците си се споиле во империја. И така мировниот договор гласи дека французите ќе ги признаат германците како своја држава и дека ќе го предадат Асас Лорен. Оваа војна е битна затоа што е пред почеток на Прва светска војна и се после тоа логично. Затоа лајк и сабскрајб, се гледам у следно видео.